Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Нејзините раце ме држеа нежно од денот кога го земав првиот здив. Нејзините раце ме водеа додека ги правев првите чекори. Нејзините раце ме држеа блиску кога паѓаа солзи. Нејзините раце ме уверуваа дека таа ќе се погрижи за се. Нејзините раце беа испружени за да можам да сонувам. Нејзините раце плескаа и навиваа за да ја подигнат мојата важност. Господи, те молам да ги заштитиш скапоцените раце на секоја мајка, нека бидат благословени, да продолжат да ги лулат колевките и да ги владеат земјите. Чии раци имат повеќе, мојке? Љубов, утеха и сигурност, како рацете на мајката. Навистина, рацете на мајката ја имат сета љубов и сила што му е потребна на човекот, без разлика дали е млад или стар. Во денешната епизода на Скапоцена и сакана ќе продолжиме да зборуваме за еден од најголемите благослови на женскиот род – мајчинството. Почнавме да разговараме на ова тема минатиот пат, а денес ќе го разгледаме мајчинството од различни аспекти. Што значи да се биде мајка? Ќе слушнеме различни гледишта од неколку скапоцени и сакани жени за особините кои тие мислат дека е важно да бидат присутни кај една мајка. Моето име е Лајла и сакам да зборувам за длабоката љубов што една мајка ја има за своите деца. Без разлика дали е младо или возрасно, здраво или хендикепирано, проблематично или послушно, детето секогаш е сакано од мајката. Оваа љубов може да се прикажува во различни форми, преку прегратка, бакнежи, чистење на кујната по готвење, читање на приказни пред спиење, помагање во училишните задачи, навивање на фудбалски надпревар, останување до доцна кога детето е болно, миење подови со валкани стапалки, бришење на растечен нос и слично. Понекогаш децата погрешно го толкуваат карањето и казнувањето, како знак на недостаток од љубов. Важно е да ги увериме нашите деца дека секогаш се сакани, дури и кога нивното однесување бара дисциплински мерки. Овие деца стануваат самоуверени, безбедни и среќни и немаат да бараат љубов и прифаќање на друго место. Кога размислувам за љубовта на мајката, се потсетувам на прекрасните библиски стихови во Новиот Завет во 1 Коринтијани, глава 13 стихови 4 до 7. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. She saw my first
tears. We rise and call her rest. Се вика Мајша и сум мајка на 3 деца. За мене пожртвуваноста и посветеноста се две важни особини кај мајката. Кога ќе помислиш на тоа, мајката се откажува од многу работи заради своето дете. Таа се откажува од своето време, од својот сон, од своето хоби, своите соништа, својата кариера, за да се грижи за детето. Добрата мајка на прво место ги става потребите на детето, и физичките и емоционалните потреби. Ова е многу важно да се запомни, особено во овие модерни времиња, кога жените се заблудени од општеството дека нивните кариери и работни места се поважни од нивните домови. Верувам дека домот секогаш треба да остане највредното и најчесното дело на жената, и тоа може да бара различни видови на жртви. Ако ја имаме вистинската перспектива, тоа навистина не е жртва, туку е инвестиција за нивната иднина. Ми се допаѓа стихот од Библијата во Изреки, глава 31, стих 31, каде што вели: "Дајте од плодовите на нејзините раце и нека се прославува кај градските порти поради делата своји." A mother's love is precious, so faithful and pure. With tenderness she blesses much more than we deserve. When I look into her eyes, I begin to realize what a wonder her love has been to me. Bless the one who gave me love. Bless the one who held me in her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers. You have seen her tears. We rise and call her lives on in us. We are walking miracles because she followed you. Се викам Маријам. Од моето искуство како ќерка и мајка верувам дека да се биде позитивен пример за моите деца е една од најважните особини. Децата учат преку наблюдување и често го имитираат однесувањето на нивните родители. Што и да наблюдува, детето одменя како, например, домакински навики, манири, односи со другите, вера во Бог, врската помеѓу мене и сопругот и општо мојот начин на живот. Несомнено ќе влијае на карактерот на моето дете. Мојот совет за секоја мајка е: прави го тоа што го зборуваш и поседувај ги оние особини кои се надеваш дека ќе се развијат кај твоето дете, како што се љубезност, искреност, почит, толеранција, трпение и безусловна љубов. Еден од моите обилени стихови се наоѓаат во книгата Изреки, глава 31, стихови 28 и 29. Стануваат децата и ја благословуваат. Мажот и тој ја фали. Многу жени добродетелни имало. Многу од нив стекнале богатство и сила, но ти ги надмина сите. Се вели дека мајчинството ја комплетира жената, но дали тоа значи дека жените кои немаат или не можат да имат своји деца се нецелосни како личности? Се разбира дека не.
Жените кои се во таква состојба се повикани да одговарат на повикот за мајчинството на поинаков начин. Ајде да слушнеме една жена која одговорила на овој благороден повик и сега е мајка на многу деца и возрастни, без притоа да има своји лични деца. Се викам Нура, бев омажена на 8 години, а потоа нашиот брак заврши зашто не можев да зачнам. Мојот сопруг сакаше да имаме дете, а кога лекарите не ни дадоа надеж дека ќе имаме дете, тој реши да се разведе од мене. Долги години се борев со депресија, осаменост и срам. Бев лишена од доживување на мајчинската љубов. По неколку години сватив дека љубовта и грижата кои можев да му ги дадам на сопственото дете, можам да ги пренасочам кон напуштените деца и сирачињата, оние кои беа во очајна потреба за мајчинската љубов од која биле лишени. Така решив да се приклучам и да работам во сиропиталиште. Таа одлука ми го промени животот. Мојата љубов, грижа и посветеност ги дадов на тие скапоцени души. Почна да ме викат мама Нура и за мене немаше поголема радост од тоа да ги слушам тие зборови. Јас на вистина сум нивна мајка. Со тек на време сватив дека мајчинството не смее да се сведе само на раѓање деца и дека секоја жена може да биде мајка некому. Навистина да се биде мајка е повеќе од тоа да си бремена или да раѓаш, бидејќи жените кои се грижат за светот се мајки од голема вредност. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me in her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers. You have seen her tears. We rise and call her blessed. We rise and call her blessed. И посакуваме добре дојде на Сара во радиопрограмата Скапоцена и сакана. Сара е професионален советник и психолог. Таа е исто така мајка и денес заедно ќе опфатиме темата мајчинство. Сара, ајде да разговараме заедно за потребите на детето од мајчинската љубов и ефектите што ги има ова љубов врз него или неја. За почеток би кажала дека како човечки битија, од детството па се до староста, сите имаме потреба да сакаме и да бидеме сакани. А љубовта која е дадена на детето е поважна од какви било материјални добра кои една фамилија може да ги обезбеди. Дом без љубов, колку и да изгледа убаво и организирано, не ја исполнил својата вистинска цел. Децата кои знаат дека се сакани имаат добра почетна точка во животот. Оваа љубов или недостаток од неја има длабоко влијание врз животот на децата. Нивните ментални способности, самодоверба, успех во животот, говор, нивниот развој од детството до зрелоста, сите се засегнати од оваа љубов. Прво, децата се посреќни и помирни. Детето кое прима љубов е во мир со светот, со себе и може подобро да се поднесе разочарување. Без љубов детскиот свет е мрачен. Таквото дете често прибегнува кон лошо однесување за да добие внимание. Можам да кажам дека љубовта дава бој во животот на децата и им помага да уживат во животот. Децата имаат поголема самодоверба. Тие длабоко во себе знаат дека се сакани поради нив самите, а не поради нивните достигнувања или изведби. Ова им создава доверба и сигурност во срцата дека нивните високи или ниски перформанси нема да ја одредат нивната важност и вредност во очите на родителите. Трето, децата можат да формираат подобри односи со другите луѓе. Детето кое е сакано може да сака за возврат и обратно. Односот со родителите
во кое присутна љубовта го прави детето полюбезна личност. Недостигот на љубов го стврднува срцето и децата можат да станат склони да покажаат помалку љубов кон другите. Четврто, децата имаат позитивен и оптимистички поглед на животот. Детето кое е сакано гледа на светот со ентузијазам. Тој или таа ќе има желба да се обидува и да доживува нови работи. Дом без љубов создава негативен поглед на животот и обесхрабрува љубовта кон животот. Петто, децата ќе бидат повеќе послушни на оние што им го кажуваат родителите. Секаков вид на казна станува подослов кон детето, знае дека е сакано. Шесто, кога мајката или таткото покажува љубов кон своите деца, те на индиректен начин им даваат опиплив пример за Божјата љубов за нив и ова ќе им даде мал поглед на тоа како изгледа Божјата љубов кон нас. I love to sit on Mama's knees when I was just a child. There I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how He died for me. She taught me many scriptures I still quote from memory. When I climbed down to run and play, as children always do, she got down on those same knees and prayed till she prayed through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. Многу за безусловната љубов на мајката или родителот. Дали од друга страна постои условна љубов и како изгледа таа? Многу е важно да се зборува за ова, бидејќи голем број деца растат на нездрав начин и ги жнеат последиците кога ќе пораснат, поради тоа што нивните родители им покажаа условна љубов. Некои родители покажуваат љубов на своите деца само доколку тие исполнуваат одредени очекувања, ако се убави, добро се однесуваат, ако се паметни на училиште, ако се популарни. Таквата љубов е условна. Те сакам ако твоите оценки се добри на училиште, те сакам ако ја чистиш твојата соба, те сакам ако си талентиран за музиката или спортот. Кога нашата љубов е условна, тоа ќе направи детето да се чувствува целосно отфрлено и ќе резултира со изолација на детето, ниска самодоверба, осаменост, зависност, постојано барање љубов и прифаќање од другите. Други родители ги споредуваат своите деца едно со друго и покажуваат наклонетост. Например, еднородено момче после неколку ќерки ја добива целата љубов и внимание од родителите, зашто е момче. Тој е обсипан со подароци, пофалби, добро образование и уште подобра храна. Каква порака им спраќаат овие родители на своите ќерки кога ќе се однесуваат вака? И со какво чувство и мислење за себе ќе пораснат нивните ќерки? Од друга страна, да ги сакаме нашите деца безусловно значи да одлучиме да ги сакаме без оглед на нивните околности или квалификации и да продолжиме да ги сакаме без разлика што прават. Навистина се надевам и се молам мајките и татковците безусловно да ги сакат своите деца и секојдневно да им покажуваат колку ги сакат. Мајчинската љубов е таа што ја прави куќата дом, место кое никогаш нема да го заборавиме.
Мајчинското трпение го воспитува детето и нејзината ведрина ја претвора ноќта во ден. Мајчинската добрина простува кога децата грешат и се моли за нив кога тие имаат потреба. She always keeps her Bible close by her side. Many pages are tear stained, many verses underlined. She stands upon those promises when she kneels to pray. And when my world falls apart, she helps me keep the faith. I've seen her tears of sorrow for loved ones bound by sin. Until they come back to God, she'll be on her knees again. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. And when she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. She's a woman of faith, and she shows me how to live. Lord, help me to be a prayer warrior like she is. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when Mama prays. She knows how to pray. And when she lifts her voice to heaven, Mama always takes the time to mention me. I'm so glad she prays for me. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. Only God knows where I'd be without the battles that were won on Mama's knees. Добре дојде назад, драга пријателке, во програмата Скапоцена и сакана. Денес би сакала да споделам неколку мисли од книгата Псалми, глава 127, стихови 3 до 5. Овие библиски стихови зборуваат за нас, мајките и родителите. Тие велат: ете, наследството Господово, синовите дар од него е породот. Она што се стрелите во раката на силниот, тоа се младите синови. Блажен е оној човек кому му исполнет тегарчекот со нив. Тие нема да се затрамат кога ќе се препират со непријателите нивни пред портите. Првиот дел од овие стихови ме подсетува дека моите деца се подарок, наследство, награда од давателот на добрите дарови Бог. Каква привилегија! Не знам за тебе, но јас треба редовно да се подсетувам на овие факти, особено кога сум уморна од бескрајното ривалство меѓу браќата и сестрите и решавањето на конфликтите и 25 часа на ден и 8 дена во неделата домашни работи. Да, моите деца се голема одговорност. И да, секојдневно ми треба време и енергија. Но јас донесов свесна одлука да ги препознавам секој ден како изговор на радост во мојот живот, а не извор на стрес или фрустрација. Без разлика дали треба да ги земам од училиште, да подготвам оброци, да го чистам домот, при моменти на дисциплина и советување или при воведување на сите во кревет. Вториот дел од стиховите ми зборуваат за долгорочната награда, она што се стрелите во раката на силниот, тоа се младите синови. Блажен е оној човек кому му исполнет тегарчекот со нив. Кога мајки одвоиме време и труд да инвестираме во нашите деца денес, тогаш и двете страни
ќе жнееме корист во иднина. Постои книга на мудрост во Стариот Завет од Библијата, наречена Изреки, глава 29, стих 17 вели: Казнувај го синот свој, и тој ќе ти даде мир и ќе ти донесе радост на душата твоја. Знам дека дисциплинирањето и поучувањето на нашите деца во љубов, благодат и вистина е долг и секојдневен процес, но има долгорочна вредност. Плодот од твојот труд како мајка денес ќе има влијание во повеќе од една генерација и ќе ти даде одмор и радост на твоето срце, кога ќе видиш дека твоите деца го следат Бог и се успешни во нивните животи. Драга сестро, би сакала да споделам со тебе уште едно нешто на кое се подсетувам да го правам, додека ја извршувам мојата улога како мајка. Во Новиот Завет од Библијата апостолот Петар не охрабрува следното: секоја ваша грижа положете ја врз него, зашто тој се грижи за вас. Како мајки во нашата ДНК е да се грижиме за нашите деца, се грижиме за нивното здравје, за тоа какви пријатели имат, колку се успешни во училиштата, нивната иднина, а и листата со грижи продолжува и продолжува. Сепак можеме да застанеме во моментов и да му ги дадеме овие грижи и стравови на нашиот небесен татко. Потребно ни е да бидеме мајки кои се подпират на Бог, на неговата помош и водство, за да ја вршиме ова неверојатна работа која тој не повикал да ја правиме. Драга пријателке, никогаш нема да можам да бидеме совршени жени или совршени мајки. Сите ние сме несовршени родители на некој кој им е потребна Божјата милост преку Исус Христос. Добрата вест е дека Бог гледа на нашите срца, послушноста и довербата во Него, а не на некои посебни способности кои луѓето ги сметаат како важни за исполнување на задачата за мајчинство. Има библиски стих во 1 Самуилова, глава 16, стих 7, каде што вели Господ: Јас не гледам така како што гледа човек, зашто човекот гледа на лицето, а Господ гледа на срцето. И она што Бог копне да го види е срцето понизно пред Него. Признавање на совршенството што ги имаме како мајки и потреба Исус да ни исполни таму каде што ние не успеваме. Блажени сте вие мајки и татковци, чии животи се исполнети со децата. До сите мајки кои слушаат ова епизода, сакам да знаете дека сум благодарна на Бог за вас. Вие влијаете врз луѓето кои ги сретнувате секојдневно. Многумина од вас сте ги жртвувале своите соништа, желби, па дури и здравие. Само за да се грижите за оние кои Бог ви ги доверил, сакам да ви кажам благодарам за тоа што секогаш пожртвувано се давате за доброто на другите. Многу мајки често остануваат незабележани во она што го прават или нивниот труд се зема здраво за готово или се гладни со презир, зашто се мајки со полно работно време и немат кариера. Но, драга пријателке, денес во нашата програма сакам да ти кажам дека ти си забележана од Бог. Тој го знае и го гледа твојот труд и тој ќе ти ја награди твојата мајчинска верност и истрајност. Тоа што ти го правиш е најважна работа на светот. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.